А сега време е за првиот гостин. Во самата најава ви кажав дека денес сакам да зборуваме малку за среќата, бидејќи живееме во брз и турбулентен живот, стресен, во период кога сакаме се да исполниме, малку ни се 24 часа, работиме со можеби токсични колеги или имаме недоразбирање со партнерот. Токму затоа денес ја повикавме во студио психотерапевт и психолог Дора Попова-Узуновски и со неа ќе разговараме на тема среќа. Каква е среќата, како може да ја создадеме внатрешно и како може да бидеме среќна нација. Добро утро, Дора. Добро утро, благодарам за поканата. Среќата е широк поим за дефиниција и чувство кое што зависи од нас самите. Што од психолошки аспект значи среќата и како може да ја дефинираме? Можеме ли да ја создадеме во нашиот организам? Во нашиот организам? Да, и во нашиот мозок. Значи, често пати луѓето се условуваат среќата од надворешните услови. Имаме тенденција, нели, ако ни се поволни условите на животот, за себе да мислиме дека сме посреќни. Например, ако го имам тоа, или ако го имам ова, или ако живеам вака, или ако живеам така, ќе бидам среќен. И добро во тоа, искрено има вистина. Меѓутоа, работата е во тоа што тие услови многу често зависат од нас самите и дали ние ќе ги создадеме, дали ние ќе ги креираме. И сега, кога ќе ги создадеме тие услови, кога ќе си ги креираме, обично некогаш и тоа што се случува повторно да сакаме па нешто друго, кое што повторно нели е условот за некоја среќа. И така имаме навика нели да веруваме дека среќата ни зависи од тие надворешни фактори, од тие надворешни услови. А што е всушност тајната тука и проблемот? Меѓутоа всушност е многу подлабока, бидејќи е поврзана со нашата смисла на живењето. Има луѓе кои што искрено живеат можеби од некој аспект многу полесни, поудобни животи, меѓутоа повторно се чувствуваат празно и како да не се среќни. Да, постојат луѓе кои што се богати, имаат се на светов, а повторно се чувствуваат празни. Меѓутоа има нели некои други луѓе кои што можеби им е потежок животот, се соочуваат со некои поинакви предизвици, нели од она што некои други го имаат, а сепак имаат смисла на живењето и на некој начин животот им е полесен или го чувствуваат не полесен, туку чувствуваат дека се среќни. И длабоко во нас нештото кога ни прави смисла, тогаш ние одиме по тој пат, некако ги совладуваме тие предизвици, бидејќи веруваме во тоа дека смислата на тоа нешто кога ќе оствариме, таму не чека таа среќа. И добро, и најчесто кај некои луѓе тоа така се случува, меѓутоа повторно среќата е релативна. Не може да биде состојба која што трае за секогаш. Долгорочно во самите нас, бидејќи секој од нас нели се соочува и со одредени предизвици, тешкоти, имаме загуби во животот, имаме некогаш падови, имаме одредени пропаѓања, каде што ние не се чувствуваме баш среќно исполнето во тие моменти, меѓутоа повторно јас стално знам да кажам, не е важно како ќе паднеме, него колку брзо ќе станеме од сето тоа. Значи, нели, дали ќе останам заглавена во тој пат и ќе влезам нели во состојба на горчина, на постојана тага, на депресивност и така натаму, или едноставно побрзо ќе ја совладам и ќе ја научам лекцијата и искуството од сето тоа и повторно ќе се исправам на нозе и ќе продолжам понатаму да ја пронајдам смислата, значи во секој пат, во секоја пропаст која што на нас не се случува на некој начин, постојано има што да се извлече од тоа, особено ако нели се работи за некој подлабока смисла и да сватиме дека тоа така требало да биде, бидејќи пак од точно тие моменти ние поблиску се доближуваме некако до тоа што значи мир, спокој, блаженство. Значи, среќата не е таа еуфорија која што ние постојано мислиме дека е таа еуфорија, тој занес, тоа нешто да се случува, да биде нешто вау, некој адреналин и така натаму. Ама и убаво е да имаме таа еуфорија во смисла на предизвици што ги посакуваме. Да, убаво е да имаме, меѓутоа еуфоријата повторно ќе речам не трае постојано. Од друга страна, тоа што може да биде некоја потрајна состојба во нас е стабилноста и мирот. А ние често пати кога имаме бурни животи, знаеме да кажеме, нели го сакам тој мир или ми треба таа состојба на
поголем спокој. И како да го доживееме тој спокој Меѓутоа, сами? тоа сакав да кажам, меѓутоа тоа е баланс. Ние постојано, значи имаме во одредени периоди може да имаме повеќе бурни периоди, во некои други да имаме помирни периоди. И така се случува некој таков баланс, меѓутоа најмногу се постигнува искрено со зрелоста. Значи, како што ние ја остваруваме повеќе нашата зрелост на живењето, колку посвесни стануваме за самите себе, за тоа што на вистина сакаме, а не што ни е наметнато нели од општеството или од другите, толку повеќе, значи, ја градиме таа способност да го живееме животот така како што ние сакаме. Колку повеќе зрели стануваме, се ослободуваме, значи. Пред се среќата е поврзана и со нашата слободна волја, нели, да можам да изберам да живеам така како што сакам. А веќе ако имам некои околности кои што баш ме спречуваат да живеам така како што сакам, тогаш нели и во тие околности да го пронајдам тој слободен избор кој што ќе ми овозможи барем малку нели да го направам животот како што јас ќе сакам. Сами си ги правиме работите во животот, изборот на работното место, изборот на партнерот, изборот на начинот на живот си го креираме ние, всушност. И ние сме оние клучни играчи во нашата среќа. А потоа мислиме дека некој друг ни влијае врз среќата. Мислите дека е тоа така? Значи, никој не ни влие на нас на среќата. Повторно ќе кажам, ние самите ја создаваме и ја креираме. Ако некој човек, например, остане заглавен во несреќен брак, негова одговорноста заради тоа што седи во тој несреќен брак со тој партнер кој што не го прави среќен. Значи, меѓутоа, луѓето имаат некоја чудна тенденција, некојаш мислам чудна, не е чудна, јас така знам да си ја наречам, да влезат едноставно во таа улога на жртва. И постојано нели да мислат дека околностите или животот зависи од тоа нешто, дека мојот нели брак е лош поради тоа што бракот е лош или поради тоа што овој човек тука не чини, па ќе чекам он да се смени. Меѓутоа не се менуваат надворешните околности, многу тешко се менуваат надворешните околности, тоа трае со години, кај некои луѓе цели животи трае. Што треба да превземе личноста да го реши проблемот? Значи треба да превземе одговорност. Значи нели дали ќе одлучам да останам во таков брак, во таква состојба, меѓутоа при тоа да знам дека тоа била моја одлука. Значи ние одлучуваме за своите избори. Дали ќе одлучам да останам во ваков брак, во ваков несреќен брак, значи тоа јас го одлучувам тоа, или едноставно ќе донесам некоја друга одлука каде што ќе одлучам да живеам поинаку и ќе излезам например, нели, од тој брак, тоа работно место, не знам, ќе се оддалечам од тие пријатели кои што не ми одговараат повеќе и така натаму. Како велат, ние ги носиме одлуките за себе. Да, подобро ужасен крај отколку ужас без крај. Така е. Сепак одлуките зависат од нас. Сметате ли дека социјалните мрежи имаат улога врз среќата на луѓето? Значи, добро, ова е многу често прашање, меѓутоа некако јас имам стално поинаков одговор на тоа. Социјалните мрежи се еден вид на изведба. Денеска социјалните мрежи се изведба и имаат нели поинаква една намена. Ако порано типичната намена на социјалните мрежи беше нели некако да го прикажеме нашиот живот, веќе имаат една двојна намена, а тоа е маркетингот. Социјалните мрежи денеска често ги користиме за маркетинг, поготово маркетинг на услужните дејности. Ние што работиме како психолози, терапевти, не знам, дефектолози, да се изрекламираме. Значи работа со јазици или било што, особено услужните дејности ги користат социјалните мрежи и тој маркетинг, меѓутоа и често пати ние како дел од тој маркетинг мораме да прикажеме некој дел од нашиот живот во однос на тоа нели како го живееме животот, меѓутоа не секогаш тоа значи дека е така. Веќе на социјалните мрежи секој, барем од тоа што е мој впечаток, имаме една повисока тенденција да се прикажеме автентично. Мислам, лагата на социјалните мрежи е веќе многу очигледна. И веќе луѓето мислам дека и не ни веруваат толку многу, иако постои да се уште тоа споредување, види тој како живее, па нели сакам јас вака да живеам. Не знам, бил на тие патувања, вози таков автомобил или како и да е, го сакам и јас тоа. Да, овој отишол во Дубај, оној на Малдиви. Меѓутоа, нели повторно среќата не е секогаш зависна од тоа дали јас ќе отидам на тоа патување или ќе го имам тој автомобил. Ако можам да си го дозволам, нели да го искреирам тој животен стил, окей, значи го можам тоа.
Меѓутоа, нели, ако не го можам, тогаш треба да видам што треба да направам за да го изградам тој животен стил. Ако ми требаат, нели, повеќе пари за да си ги дозволам тие патувања или тој автомобил, што можам да направам? Да. Дали ќе одберам некоја друга професија, дали ќе сменам работно место, дали ќе имам пасивни приходи? Значи, повторно ние ги креираме сите тие моменти. Или ако сметам дека не сакам или дека не можам да, ако ми е многу далеко, нели, висока ми е таа лествица, тогаш ќе ја прифатам мојата сегашна реалност и повторно можам во мојата сегашна реалност да го креирам тој живот кој што сакам да го креирам. Значи, социјалните мрежи се еден вид на изведба. Ние прикажуваме нешто за некој начин да го продадеме тоа нешто и јас ги користам исто многу социјалните мрежи во таа насока, мислам имам следбеници, ме гледаат луѓето, не го кријам тоа на никаков начин, и многу и нели мои колеги и мои соработници го правиме истото. Меѓутоа поентата е што поавтентично да се прикажеме на тие социјални мрежи, односно да ја прикажеме нашата вистина или вистината во која што се чувствуваме добро. Ние не ја прикажуваме на социјалните мрежи вистината каде што не се чувствувам добро, а ние луѓето имаме и ваква и таква вистина. Нели имаме тенденција да не го прикажеме на социјалните мрежи тоа што не е слабост на некој начин, или ако веќе ја прикажуваме слабоста, таа да носи барем некаква порака од која што ќе извлечеме нешто, некоја инспирација на некој начин, и на тој начин ги користиме, нели, социјалните мрежи во однос на тој маркетинг. Така што, меѓутоа, луѓето треба да знаат ова да го прочитаат. Треба да знаат, значи, кога се работи за таа изведба, кога се работи, нели, за тој маркетинг, за тој нешто, дека тоа на некој начин е така. Значи, ние имаме едно платно, социјалните мрежи се платно, каде што можеме така себе си да се изразиме. И тоа е според мене еден позитивен аспект на социјалните мрежи. Не мора секогаш да значи дека негативно влијаат, некогаш па ние кога гледаме некој друг, може па тоа да ни поттикне инспирација за нешто. Можеме да прочитаме некој пост кој што може да поттикне некое поразлично размислување во нас. Нешто. Некогаш па некои луѓе рекле дека леле, тоа нешто што го прочитав ми даде одговор на прашање што ме мачеше толку време. Така што се зависи од тоа како ги користиме и како ги читаме социјалните мрежи. Секоја година, кога почнува годината, имаме нови надежи, нови желби и обично затоа се вика нова година и тие желби си ги посакуваме на почетокот на годината. Месец јануари е, на самиот почеток од 2026 година, сите сакаме малку поубава од претходната. Со какви најчесто проблеми доаѓаат во вашето психолошко советувалиште? Да. И дали како народ, како нација сме срекни луѓе? Добро, тоа некои статистики кажува дека не сме толку баш срекни луѓе, дека ако идеме, нели, по тие статистики, истражувања, кои што искрено не знам кој ги правил, има некои статистики кои што покажуваат, например, скандинавците дека се посрекни луѓе од нас или сето тоа. Не знам дали е така. Дали тоа има врска со парите? Не знам искрено дали е така, меѓутоа сигурно дека тој некој општествен животен стандард е до некаде поврзан со удобноста, нели, на создавањето на тие услови и сигурно дека има врска. Повторно, значи, кај нас, за жал, во нашата земја, често пати луѓето се уште се во една состојба на преживување. Дали финансиски, дали екзистенцијално, и тоа се разбира дека влија негативно на нашиот индекс на среќа, ако така го наречеме. Значи, не е се едно, повторно има некој одреден услов кој што барем некој минимум ние треба да задоволиме, да имаме некаква удобност, за да можеме понатаму да креираме подлабока состојба на среќа. Човек кој што преживува, кој што е на некаков екзистенцијален раб во животот, тој не може, значи, да ги креира, како да кажеме, нели, понатамошните услови за таа подлабока среќа. Значи, мораме да имаме некој бер минимум, каде што би биле, за да можеме понатаму да правиме избори кои што да ги правиме изборите што ги сакаме, со кои што си би ја креирале својата среќа. Сега, значи, во однос на тоа, нели, кои луѓе доаѓаат во нашите психолошки советувалишта, повторно ќе кажам, доаѓаат луѓе кои што сакаат да променат нешто, меѓутоа промената често пати не доаѓа, не е лесен процес. Промената има чекори, има свој чекори, е милиметарска. Е милиметарска, се случува, значи, милиметар по милиметар. За да дојдеме барем до тој 1 сантим, што се вика. И некогаш за некои луѓе требаат повеќе сесии, некогаш треба 3 до 4 месеци работа, на некој му треба година дена.
А некои луѓе пак ќе дојдат неколку пати, ќе видат дека некако тоа терапевтот не е тој што го решава проблемот, туку дека само помага. Треба да. Туку дека помага на тој човек сам тој да го реши Да проблемот. разбере проблемот. Да, и некогаш па се откажуваат луѓето, кога ќе видат дека нели не е баш таква ситуацијата. А друга тема на муабет е дека и се плашат и се срамат да кажат дека одат на психолог или на психотерапевт. Добро, мислам дека у последните години, барем последните 5-10 години, веќе да табуто е доста намалено. Веќе младите генерации или оние Gen Z, ако ги прашате, ќе ви кажат дека е баш веќе кул и нормално да се оди на терапевт. Значи, кај постарите генерации, мислам дека може би над 50 години, се уште има некое табу или кај нив тоа уште не е прифатено, меѓутоа милениумците и оние Gen Z, значи веќе е тотално, мислам, тоа табу надминато. Ако идеме нели по тоа дека и најчестите посетители на и клиентите, ако земеме возраста, нивна се обично тука луѓе до кај 40, 50 години максимум, и веќе тука застанува после 50-та година, луѓето више имаат помала тенденција да посетуваат терапија, бидејќи нели или сметаат дека ги поминале веќе тие клучни фази од развојот, или сметаат дека веќе нема што да сменат во својот живот, иако тоа не мора да значи дека е така. Промената во нас трае до самиот крај на животот. Ние способноста за да правиме избори трае до самиот крај на животот. И така треба да го сватиме животот, не дека со годините не треба да се менуваме. А луѓето имаат нели навика да мислат дека ете се толку време поминало тоа, сум терал така, не морам да правам повторно нови промени, нови чекори за самиот себе. Јас познавам човек во 8-та деценија кој вели ова ми се моите најубави години, јас планирам и следните 10 години да бидам флексибилен и да се менувам и да живеам убаво, квалитетно. Да, така е, значи не викам дека не постојат нели и во тие децении луѓе, меѓутоа повторно се поретки, значи да бидеме искрени во сето тоа. Дали сметате дека благодарноста има удел во чувството на среќа? Значи, секако дека има благодарноста удел, меѓутоа и треба да бидеме благодарни не само за тоа што го имаме, туку и да бидеме некогаш благодарни и за негативните случувања во нашиот живот. Како лекција. Иако на нас ни е тешко да бидеме благодарни за негативните случувања, бидејќи ги доживуваме нели како несреќа. Нели зошто мене тоа ми се случи? Често луѓето имаат навика да се прашуваат зошто јас, зошто мене тоа ми се случи, зошто јас се разболев од таа болест, зошто не знам, зошто го изгубив јас тој човек, зошто мене таа несреќа да ми се случи. Како треба во тој случај да реагирам? Меѓутоа, у тој момент многу е битно, тоа се трансформативни ситуации во нашите животи. И или ќе извлечеме лекцијата, тоа се значи кризи, а кризата е секогаш точка на пресврт. Не постои трансформација без криза. Еден клиент еднашка ми кажа зошто морам да го допрам дното на крај, значи да ми се случи промената. Кај некои луѓе се случува промената без да мора да го допра дното. Не викам дека не, меѓутоа зависи до свесноста. А кај некои луѓе да, самиот начин на живот ќе ги однесе во тоа нели нивно дно, каде што ќе мора да направат некаков поинаков избор. И тогаш, значи, кога ние ги допираме тие кризи, или значи идеме уште подоле, животот не носи уште подоле, во уште полоша состојба ситуација, или едноставно се креваме самите нагоре. Меѓутоа, и тоа зависи од нас, што повторно ние ќе извлечеме од сето тоа. Така. Како може да ве побараат, да ве најдат, на кои се теми можат да разговараат со вас? Имате ли некои предавања, некои работилници и слично? Јас често организирам дали вебинари и во план ми е сега во скоро време може би ќе организирам група за личен раст и развој. Ја правам скоро секоја година, веќе 6 такви или 7 такви групи поминаа низ годините и се разбира нели организирам и различни вебинари, имам и видео курсеви, каде што е лесно сум достапна на социјалните мрежи, значи многу е лесно да ме најдете и на Facebook и на Instagram dora.ментално здравје или Центар за премената или Центар за ментално здравје Дора. Многу е лесно да ме најдат луѓето, достапни се и телефонските броеви, така што може да ме побараат во било кое време. Јас веќе се чувствувам рефреширано од самиот разговор. Благодарам што пристигнавте во утринската на Алфа. Ќе им посакаме на сите наши гледачи да бидат среќни во текот на денешниот ден и во годината и во животот. Благодарам. И благодарам уште еднаш и на вас за поканата.